Поради случаите со заразени лица со западно-нилска треска во Скопје, вклучен е алармот во Полошкиот регион. Соочени со овој здравствен ризик, општините во овој регион се активираа за дезинсекција од комарци и инсекти, но со различно темпо и во различни периоди. Општина Тетово последната дезинсекција ја реализирала на 6 јули. Од локалната самоуправа велат дека следната акција е планирана за понеделник, но нејзината реализација зависи од временските услови. Desinfecteren dat er wordt dit aan de hand, Gaura 22. Варсишта на следке куштата прештачме атмосферике, на тјов се по-сигури се откриете ханан, тјов се нука до гел прене дит тетар. Јубема пел дит тетарве, ки респектуен масата бројце да дитки процесот по фондамент. За разлика од Тетово, од општина Желино велат дека веќе ја исполниле оваа законска обврска. Општина Желино ја исполни својата обврска во однос на дезинсекцијата. Процесот е реализиран во текот на минатата недела во рамките на предвидените мерки за заштита на животната средина и јавното здравје. Заштитни мерки како што велат презели и во општина Теарце, каде што незината територија веќе е испрскана против инсекти. Duke marrë parasysh përhapjen e mushkonjeve në disa qytete të vendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithashtu edhe ne si Komunë Rurale kemi marrë masa në kohë, është bërë në ditët paraprake, do të thotë në javën e kaluar është bërë dezinfektimi dhe dezinsektimi i gjithë rajonit të komunës së Tarcës me vetëm qëllim për parandalimin e përhapjes së mushkonjeve, që gjithashtu të jetë në prioritet të pashëndeti i gjithë. Од Центарот за јавно здравје во Тетово информираат дека пред неколку дена процесот на дезинсекција успешно е завршен и на територијата на општина Боговиње. Лекарите препорачуваат во вечерните часови граѓаните да избегнуваат престој во близина на застојани води и да користат средства за заштита, додека на пчеларите им препорачуваат да се погрижат за своите пчели пред копненото прскање.